СДСМ е на крстопат. Дали е потребен нов лидер, лице со свежа визија и политичка храброст, или спасот ке се бара кај старите, веќе познати имења од минатото. Тоа е дилемата што деновиве се погласно се отвара во партијата, но и надвор од неа, особено појавните препукувања на поранешните, но и сегашните идеолози, функционери, пратеници на СДСМ. На Венко Филипче му гори под нозете, оти тронот му се лула. Падот на СДСМ не е само изборен, туку и внатрешен, длабок и потенцијално фатален. По најслабиот резултат во историјата, со изгубена поддршка од народот и со освоени само 6 општини, партијата се соочува со опасен внатрешен раздор. Борбата за превласт е започната. Зад кулисите се редат фронтови, се градат лобија и веќе никој не крие дека различни фракции во СДСМ велат дека ако не падне Филипче, ќе падне СДСМ. Незадоволството експлодира. Фракциите кои со години молчеа сега бараат наплата за игнорирање, за исклучување, за порази. Внатрешната криза ескалира, а раководството е во тотална изолација. Се гледа дека одредени фракции внатре во СДСМ се незадоволни и односно не се вклучени во процесот, иако во минатото давале свој придонес во работењето, во функционирањето на СДСМ и кога бил опозиција и кога бил на власт. И едноставно тие фракции сега на некој начин, додека не бидат вклучени или активирани, ќе бараат промени, но стоп ќе го обвинуваат раководството за лошите резултати. Распадот на СДСМ е веќе започнат. Знам, граѓански листи, независни советници, сите тие се роди од празнината што ја остави СДСМ со својата политика во последниве години, која ги дистанцираше овие структури кои традиционално гласаат за социјалдемократите. Луѓето што некогаш ја носеа партијата денес или се дистанцирани или бойкотираат. Основачи со замрзнато членство, пратеници без партиска дисциплина, активисти кои заминуваат. Слика на еден систем во распаѓање. Кога немат стратегија за како тоа се да се обединија, тоа се обединува преку политика, преку јасни пораки, доколку тоа не се случи во брз период, односно претседателот на СДСМ не покаже спремност да се откаже од некои лоши политики, некои политики од минатото, да се откаже од некои договори кои што очигледно постојат, а кои носат штета на СДСМ, очигледно дека тоа превирање ќе продолжи и само како едноставно ќе се решава уште, односно ќе се прави уште поголем расцеп внатре во СДСМ. Повторно се јавува веќе познатата дилема. Кој ќе го спаси СДСМ? Дали ќе се појави ново лице без багаж со кредибилитет и капацитет да расчисти со старите структури, или пак партијата ќе се наврати на проверените имиња од минатото? Според неофицијални извори и коментари од внатрешни извори, во игра се неколку сценарија. Или СДСМ да остане со Филипче и да продолжи да тоне, или да дојде до скрос нов кадар со квалитетно образование и програма. А третата опција е да ја превземе фотилјата на бихачка некој од веќе познатите функционери на СДСМ. Дел од партиските членови бараат збор за нов претседател да имаат и Бранко Црвенковски, Никола Поповски, Софија Куновска, Игор Ивановски шема. Сите заминати од СДСМ, но не и заборавени. Сите со политичка тежина, што може да го мобилизира разиденетиот терен, велат членовите. Кулминацијата според упатени извори се очекува да биде пред крајот на годината. Дел од симпатизери на СДСМ велат дека партијата е пред клиничка смрт, без јасна стратегија, без обединувачки лидер и без вистинска самокритика. Опстанокот станува прашање на денови, а не на години.